Штип е најнезагадениот град во земјава, покажаа резултатите на лабораторијата Амбикон при Штипскиот универзитет Гоце Делчев, која веќе еден месец има поставено мерна станица на општинската зграда во Штип. Раководителот на Амбикон Дејан Мираковски вели дека вчера станицата измерила 47 микрограми на метар кубен и е 4 под дозволеното. Просекот е надминат само еден ден во текот на месецот, но веднаш е нормализирано. Мираковски забележува дека главната причина што Штип има квалитетен воздух е ветерот. Вакви мерни станици се поставени и во Струмица и Кавадарци. Резултатите од нивната мерна станица се поклопуваат со резултатите на државната која е поставена во Кавадарци. Градовите во источниот регион немаат проблеми со загадувањето на воздухот во текот на зимскиот период и поради конфигурацијата на теренот, забележуваат научниците. Главно градовите што се наоѓаат во котлини и кои што има малку поголема густина на население, имаат проблем со загадувањето и тоа пред се у зимскиот период. Значи котлините знаат да направат топлинска инверзија, да го задржат воздухот во истиот воздух, да го спречат струењето. Тоа е еден проблем, проблемот што од друга страна ние се грееме на дрва, што е доминантно греење, за жал и у Скопската котлина, верувам, и тоа е проблемот. Главен проблем со аерозагадувањето имаат дефинитивно градовите кои се во котлините. Поголем дел од градовите у Источна Македонија мислам дека немаат таков тип на индустрија што или ефект од котлинските, од географската карактеристика, и мислам дека се добри по квалитет. Бар нашите мерења до сега. Скопје, Тетово, Битола може да видите од државните мрежи дека имаат значителни проблеми од текот на зимата. Научниците од лабораторијата Амбикон самите ги направија мерните станици, кои чинат и помалку во споредба со станиците кои може да се набават. Резултатите од мерните станици засега се користат за научни цели.